На 9 минути после 12 часот го започнуваме третиот час од денешното Плей кафе и одиме со гостувањето кое што ви го најавив утре во фоето на Домот на културата Браќа Миладиновци во Струга. Со почеток во 12 часот ќе биде отворена изложбата на фотографии 90 години Веслачки клуб Црн Дрим Струга. Истата ќе биде всушност и последната од серија настани кои што клубот ги организираше по повод овој значаен јубилеј. Изложбата е подготвена од страна на магистар Коста Хјохи, кој што воедно е и автор на монографијата Веслачки клуб Црн Дрим Струга. Во склоп на овој настан, покрај таа визуелна приказна која што ќе имате можност да ја видите за постоењето на клубот, посетителите ќе можат да го проследат и државното првенство во веслање на ергометар. Деталите ќе ги дознаеме од магистар Коста Хјохи и од председателот на клубот доктор Здравко Голабовски. Најпрво и на двајцата ви благодарам што во екот на подготовките најдовте време за овој разговор да им доближиме на стружани што се ќе имаат можност да видат утре. Коста, имавте задача да селектирате фотографии кои што треба да опфатат речиси еден век и избравте 300. Како одеше селекцијата и што се прикажувате практично? Кои периоди ги опфативте и дали успеавте да ја прикажете комплетната приказна на Веслачкиот клуб за оние кои што еве немаат информации до сега? Така, најпрво добро утро, добар ден до сите слушатели на Плей Радио. Секогаш е задоволство да се присуствува во емисиите на еден ваков медиум. Би спомнал само дека со ова, да, навистина завршува целиот тој концепт на активности за прославување на овие 90 години постоење на Веслачкиот клуб од Струга. И на некој начин го поставуваме како зачеток за прибирање на некои нови материјали за некои наредни јубилеи генерации. Она за кое што сакам да кажам конформ вашето прашање е дека за среќа и со голема мака успеавме да прибереме фотографии и информации за активностите на клубот од самото основање во 1933 година, низ неколку, да кажам, политички неприлики во кои што се најде земјата тоа време, во неколку редувања, и притоа зачувајќи го во континуитет она, да кажам, она основна форма во која што се формирал. Прибрани се, да, преку 600 фотографии, ги прибирав за време на изготвувањето на монографијата која што ја напишав пред овој важен јубилеј, и практично со промоцијата на таа монографија започна и серијата активности за јубилеот. Започнавме со тоа. Имавме многу успешна меѓународна регата која што коинцидираше со јубилеот на клубот, а практично беше 20-то издание на таа регата, Струга Опен регатата. Понатаму, како врв, да кажам, на сите тие активности, на клубот му беше доверена техничката организација на Балканскиот шампионат во веслање. Балканскиот шампионат, за оние кои што не знаат, е практично и веслачко надпреварување во кое се обединува светската елита, бидејќи балканските земји се навистина секогаш конкурентни во во светските надпревари, во светски рамки. И успеавме да ги собереме тие фотографии и информации. Навистина ми беше тешко да издвојам 300, бидејќи се внимаваше да се опфатат колку што може повеќе оние сите личности, лица кои што годиниве поминале, продефилирале низ клубските простори, во најмала рака фатиле весло во рака. Успеав да присоберам документи од државните надпреварувања, фотографии од првите надпреварувања во веслање на ергометар,
балканските шампионати секако како круна на сета таа активност, фотографии од нашата Балканијада, односно Балканскиот шампионат кој што се одржа во Струга. Така, со пишувањето на монографијата, практично знаете се за овој клуб. Кажете ми, каква била состојбата со веслањето како спорт многу одамна, а како е сега? Па вака, со оглед на тоа дека клубот е формиран во еден период кога Македонија се наоѓала практично под делот кој што тогаш го нарекувале Вардарска, бил под юрисдикција на Кралска Југославија, и ако пробате да изгуглате, односно да побарате информации за клубовите, за веслачките клубови од тоа време, ќе видите дека веслачкиот клуб Црн Дрим од Струга влегува во редот на кралските клубови, односно клубови кои што се формирани со директна прокламација на кралот Александар Караѓорđević во тоа време. Звучни имиња како на пример веслачкиот клуб Данубиус Нови Сад, како на пример веслачкиот клуб Јук од Белград и така натаму, се тие клубови кои што се формирани во тоа време. И можам да кажам за гордост наша и гордост општо на Стружани е што клубот го задржува истото, да кажам, истиот правен субјект од самото формирање до ден денес во континуитет, затоа што, например, тој е формиран како секција на белградскиот спортски клуб БСК Београд во тоа време, и како секција трае само помалку од една година, веќе наредната година е засебен клуб под име Црн Дрим Струга, и од тога до ден денешен е истиот клуб. И можете да замислите кога патронот на клубот БСК Београд го губи континуитетот во 1945 година, во него се фузираат два клуба, значи истиот тој и Студент од Белград, и на тој начин практично станува нов клуб од 1945 година. Ние, иако секција, односно под нивно патронство, продолжуваме во континуитет да бидеме истиот клуб веќе 90 години. Така ве разбирам, само сакам да позборуваме малку за ентузијазмот. Колку Добро. Бил порано ентузијазмот кон веслањето во Струга и каков е денеска, затоа што имаме навистина многу различна младост, многу различни приоритети. Апсолутно. И не само во веслањето, јас како спортски работник, професор по спорт и спортски активности, и можеби кондицијски тренер кој што е вклучен во неколку спортски субјекти во општинава и пошироко, можам да кажам дека тој романтичарски пристап е изгубен за секогаш. Виновници за тоа се секако, и стојам за тоа дека финансиите, односно шоу бизнисот го уништи спортот онаков како што го познава од тоа време до денес. Значи тогаш беше доволно и беше статусен символ да се биде спортист, и тоа беше доволно како мотив да се тренира и да се постигнуваат резултати. А денес дури од пионерските категории гледате дека децата се насочувани од страна на родителите, општеството, значи медиумите, да бидат од самиот почеток да бидат некако наградувани на одреден начин, без разлика дали со финансии, со опрема и така натаму. Вината не паѓа на спортистите, туку општото уредување на по однос на спортот и општата организација на спортот денеска е за жал таква. Се гледа кроз призма на финанси, односно пари. Да, јас размислував пред овој разговор, затоа што и претходно сте ми биле гостин. Интересно е тоа што вие тој романтичарски пристап, баш тој вистинскиот термин, вие го имате и тоа се гледа, а знаете дека веќе не постои кај другите и не се откажувате, и тоа некако ми е фасцинантно и многу ми се допаѓа. Видете вака, значи секој треба на некој начин да си го оправда постоењето. Јас мислам дека на тој начин придонесувам кон зачувување на и некои паметници кои што се важни за Струга, а Струга е сака многу. Мислам дека на тој начин
оставаме и докажуваме и мислам дека тоа е правилниот начин да се биде еден честен граѓанин. Имаме деца, имаме потомци кои што треба да ја преземат приказната таква како што е и да ја пренесат во наредните години и наредните векови, фала Богу. Треба да се знае, затоа што, например, имате вие клубови кои што се формирани далеку подоцна и врз нивното име е створен култ и не знам, се доживуваат како некои легенди, а ние секојдневно поминуваме покрај клубот и апсолутно ништо не знаеме што во суштина значил тој за струја и за општеството воопшто. Така ве разбирам, да позборуваме со вас, доктор Голабовски, имате навистина голема одговорност, затоа што вие сте председател на токму тој клуб кој што е жив речиси еден век. Кажете ми како оди практичното раководење, затоа што веќе успешно го раководите 15 години, но колку вие реално имате квалитетни услови да го развивате веслањето, онака како што сметате дека треба. Пред се добар ден на сите. Поздрав до гледачите на слушаното Плей Радио. По одно прашањето што ми го поставивте, сакам да ви кажам дека клубот доживуваше низ овие години кога сум јас активен како поранешен веслач и член на управниот одбор и председател, доживуваше и кризни периоди, и подем, и падови. Последниве години имаме еден подем кој што многу ме радува и мене ми е чест и задоволство што сум во вакви услови председател на клубот, затоа што се создадовме со огромни напори наши и со помош на Агенцијата за млади и спорт, Олимпискиот комитет и така натаму, и одредени бизнис сектори кои што колку можеле ни помогнаа, успеавме да достигнеме едно ниво со кое што јас на некој начин и се гордеам, затоа што и како веслач поранешен и како спортски работник во веслачкиот спорт цел живот сум поминал низ многу држави, низ многу клубови и просто ми било некогаш кога бевме во едни периоди на криза финансиска и така ми било просто и криво што сум гледал клубови кои што имале навистина многу подобри услови, многу помасовно веслање, многу поквалитетни веслачи и така натаму. Меѓутоа сонот ни се исполна, прво спомна и професоров претходно, со организација на Балканскиот шампионат 2021 година, кој што беше навистина врв за нас како спортски работници. Мислам дека врв и за градот Струга, затоа што беше навистина едно масовно, многу квалитетно надпреварување со учество на скоро 400 присутни спортисти од сите држави на Балканот и спортски работници. Бевме многу пофалени од Балканската асоциација, дури во една прилика и председателот на Балканскава асоциација господин Алупеј од Букуреш од Румунија ми се обрати и ми рече: вие веќе нема да организирате Балканијада, вие ќе организирате Европско првенство. Така, тоа значи дека организацијски сте навистина доста подготвени. Споменавте дека бевте претходно своевременно и веслач и имате навистина големо искуство. Кажете ми, од веслачите кои што сега се членови, имаме ли во Струга вистински талентирани веслачи кои што можете да ги развивате до постигнување на некои доста високи резултати, затоа што Струга реално е расадник на таленти во многу спортови? Така, вие веќе спомнавте, да, Струга е расадник на таленти во сите спортови, така и во веслачкиот спорт. Струга во минатиот период, значи, според условите што сме ги имале, веслачкиот клуб промовира плејада на одлични веслачи. Има таленти и ден денес, има многу таленти кои што ево тоа ме радува сега, пошто створивме многу посоодветни услови, значи како што спомнав и преска, клубот работи веќе на некое друго ниво,
под други услови и мислам дека талентот кој што децава го поседуваат сегашнава генерација на веслачи, дека се надевам, па и убеден сум дека за не долго време ќе можеме да зборуваме за некои балкански медали или медали донесени од некои поголеми надпреварувања од Европско првенство и така натаму. Тоа ми е животна цел да го оствариме. Како што ми беше Балканијадата, сега мислам дека и на овој план ќе успееме. Така, да позборуваме, ќе се вратиме на утрешниот настан, да позборуваме за државното првенство во веслање на ергометар, колку клубови ќе учествуваат и кои се вашите очекувања за тој надпреварувачки дел кога станува збор за нашите, за струшките веслачи. Вака, на државното првенство во ергометар, само да ви кажам дека светскава веслачка асоциација веќе надпреварите во ергометар ги има прифатено како паралелно надпреварување со веслањето во вода, значи и тие се веќе официјален спорт, така што ние минатата година, морам да кажам, имавме на светското првенство во Канада. Беа Владимир Голабовски учествуваше, и не можам се точно да се сетам уште кој, меѓутоа имавме одлични резултати и медали. Се надевам дека оваа година на државното првенство ќе бидеме во секој случај и би требало да биде така, барем така сум убеден, најуспешен клуб. Имаме одлични веслачи во ергометар, тие се истите, мислам, и веслачите што веслаат во вода, а ќе учествуваат клубови од Дебар, од Охрид и од Струга, пошто ние во другите градови во Македонија пробавме да промовираме да се формираат веслачки клубови на Дојранско езеро, Младост, меѓутоа за сега нема резултати од нашата активност. Се надевам дека во некоја блиска иднина ќе имаме и поголем број клубови, меѓутоа ќе има сигурно плејада на веслачи утре во сите категории и дека веслачкиот клуб Црндим Струга ќе се здобие со титулата државен првак. Така се надеваме и ние. Коста, кажете ми за крај кои се идните планови на веслачкиот клуб Црндрим Струга, затоа што еве и двајцата споменувате дека сето ова некако ви е остварување на сонот, па периодов е одличен и според резултатите кои што ги спомна доктор Голабовски. Предпоставувам нова прашање подобро ќе одговореше председателот, но сепак ете како член и љубител на клубот би спомнал дека овие услови кои што навистина моментално ги поседуваме и конформ разговорот кој што претходно го водевме во врска со романтизмот и веслањето, односно и спортот конкретно, можам да кажам дека овие генерации општо за сите спортови го има тој дискомфорт по однос на услови и желба за тренинг. Можам со сигурност да кажам дека тука голема улога игра и исолувањето на населението, практично кажано или популарно кажано белата чума. Се соочуваме ние во сите пори на општеството, нели и во самите училишта гледаме дека паралелките се помали и помали. Навистина е поразително. Да, навистина е тешко да се води таа битка за придобивање на нови веслачи. Фала му на Бога, ние нашиот капацитет го исполнуваме максимално, меѓутоа секогаш квалитетот е поврзан со квантитетот, затоа што од поголема маса на веслачи може да се излезат повеќе талент. Да, и самата конкуренција во многоброен така наречен плутон на тренинг е нели бенефитен и повеќе надпреварувачи вади во самиот надпреварувачки процес. Но можам со сигурност да кажам дека веслањето практично и на светско ниво завзема голем замав. Многу станува популарно брежното веслање или популарно кажем уште coastal rowing. Ние имаме извонредни услови за таа работа, бидејќи се весла на бран, на голем бран.
Практично со тие чамци може да се весла цела година, но за жал се прескапи, се преку 20-30 илјади евра еден чамец, а и опремава која што сега ја поседуваме на вистина скапа, значи имате чамци од 5000 евра до нели нагоре и на вистина е тешко да се обезбеди таа, благодарение на ете сега да го пофалам доброто менаџирање на нашиот претседател во соработка со сите релевантни спортски организации и државни и приватни и така натаму и секако и со помош на Светската федерација ние успеваме некако да држиме чекор со набавката на опрема и се тоа го кажам во правец на тоа дека условите се обезбедени максимално, благодарение на програмата на ФИСА, на меѓународната федерација, имавме ние обукана тренери, значи клубот располага и со стручен кадар. Преостанува само да се спроведат сите тие работи кои што претходно ги акумулиравме и се надевам дека во иднина ќе имаме подобри резултати и ќе се оствари она што го очекува и претседател. Така ви благодарам и на двајцата за ова гостување и верувам дека ќе дојде период кога после одредени постигнати резултати со кои што ќе бидете секако задоволни, ќе ми донесете и веслачи за кои што можеби ќе се слушне и надвор од Македонија. Тоа би ни било и нас како медиум многу драго. Повторувам уште една за слушателите дека утре во фоето на Домот на културата браќа Миладиновци во Струга почетокот е закажан за 20 часот. За 12 се извинувам, ќе биде отворена изложбата на фотографии 90 години веслачки клуб Црн Дрим Струга и еве како моја лична препорака како новинар, не мора ниту да бидете љубител на веслањето или спортот, доволно е да бидете стружанец за да сакате да погледнете што се правело во овие 90 години. Ние како медиум ќе го покриеме настанот и на слушателите секако ќе им ги пренесеме впечатоците. Ова е Плей кафе на Плей FM, со вас сме до 14, останете така.